civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Вашата оценка за политичките состојби и процеси по предвремените парламентарни избори кои се одржаа во јули? Граѓаните на овие парламентарни избори јасно и недвосмислено ја искажаа својата волја за една нова просперитетна, модерна политика која носи перспективи европски за нашата држава Република Северна Македонија. Сметам дека на добар пат сме да ги задржиме и да ги напредуваме државните интереси кои што се од стратешка важност и стратешка определба на нашата држава, тоа е евроинтеграцијскиот процес. Веќе сме членка на НАТО, треба да се заложиме заедно да се намери нови останатите, да речем, спорови сега со Бугарија за да продолжиме на правиот пат. Јас сум уверен дека разумот и таму ќе проработи, дека кочењето на една земја како што е Република Северна Македонија не е од бенефит на никого и мислам дека на домашен план ќе биде главно добро да се износиме со оваа здравствена криза која што е на глобално ниво и на тој начин да покажеме дека сме една зрела и цврста држава како на демократски план, така и на организацијски план и да излеземе како еден сериозен иден партнер на Европската унија. До локалните избори има околу една година. Кои се вашите прогнози? Граѓаните добро знаат да ги проценат перспективите кои што се нудат, ветувањата, меѓутоа и работата која што ги работевме ова измината година и половина. Континуитетот е многу битна работа во креирање посебно на локалните политики. Јас во периодот додека сум градоначалник таква среќа, да речем, имав да треба да решавам проблеми кои што биле оставени нерешени многу години назад пред се. Тука е проблемот со ЮНЕСКО и сите тие препораки кои што ги имавме таму, решањето на проблемот со бесправните градби и слично. Меѓутоа тоа е наша законска должност како градоначалници и локална власт да постапиме по законот и да го, да речем, спроведиме законот. Премногу е рано да се прават некакви прогнози или да се лицитира во однос на некакви политички кампањи во мина. Јас сум насочен на работата, на проектите кои што се поприлично големи и кои што се зафативме да ги стераме во општината, а се друго ќе покаже времето. Во пресред на отворање на преговорите и интегративниот процес за Европска унија, како локалната самоуправа во вашата општина се подготвува за интеграција во Европска унија? Да, имаме неколку проекти кои што се со прекогранична соработка. Јас баш вчера во посета на Корча разговаравме со градоначалникот да аплицираме заедно на програмата ИПА-3 за прекогранична соработка. Имаме и други проекти кои што ни се во тек. Имплементацијата, апликацијата и администрацијата на тие ЕУ проекти треба да биде од клучно значење за секоја општина во периодот кој што следува. Ќе ни станат достапни навистина големи фондови, кои што ние ќе треба да имаме спремни проекти да ги искористиме тие фондови за дали инфраструктура, екологија, спорт, туризам и слично. И активно работиме на спремање на речем соодветни проекти за да ги дочекаме тие предпристанни фондови спремни. За крај, колку и на кој начин се почитуваат европските вредности воопшто, особено во вашата општина? Да се биде граѓанин на Европската унија е привилегија, чест, меѓутоа и обврска. Ние како граѓани на држава која што се стреми да биде членка на глобално семејство, треба малце повеќе да работиме на демократизација на нашето општество, меѓутоа и на надградување на самите нас како едни европски личности, како индивидуи со собствен интегритет и идентитет, да малце повеќе се грижиме за општественото добро, малце помалку за својата лична корист,
малце повеќе да гледаме како граѓани на држава или на овој град, повеќе да си го сакаме, помалку да настапуваме себично, како према природата, така и према едно од најстарите езера на светот и најстар езера во Европа, заштитено од ЮНЕСКО, и конечно да почнеме да водиме грижа и да го чуваме како нешто наше, свое, домашно, за тоа што го оставаме како наследство за идните генерации. Ние сме одека менливи и минливи, кој бил и пред нас, кој биде и после нас. Белегот кој што го оставаме, ако е како досега, тогаш ќе имаме штети од непроценливи размери. И тука треба да се потрудиме да имаме еден пофункционален општествен систем, да речем реформирани институции, кои што ќе се брзи во носењето на одлуките како во однос на изградба, така во однос и на заштита на градот. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.